6 децении по првиот собир, движењето на неврзаните денеска јутре повторно во Белград. Србија организираше средбата на делегации од 105 земји од целиот свет, председатели и премиери и 44 министри за надворешни работи со 550 учесници. Своевремено, тогашната СФРЈ беше еден од основачите на организацијата која се формира од потребата за баланс во екот на студената војна како против тежа на двата блока предводени од САД и тогашниот Советски сојуз. Движењето на неврзаните треба да постави нови столбови за соработка во иднина и покрај подемите и падовите, убеден сум дека историјата на движењето на неврзаните е успешна приказна, порача денеска во Белград на отварањето на самитот српскиот претседател Александар Вучич. Тоа што Белград повторно ќе ги собере неврзаните земји е потврда на угледот на Србија во светот и нашите граѓани треба да бидат горди поради тоа. Ова е можност за сите слободни земји кои ја водат својата политика, сакаат да соработуваат и никого не угнетуваат да направат план и програма за иднината и да соработуваат многу подобро. Србија под сегашното раководство строго ќе се придржува до воената неутралност, нема да влезе во НАТО и нема да поддржи санкции против Русија, рече на обраќањето на самитот српскиот министер за внатрешни работи Александар Вулин. Се додека Србија е управувана од председателот Александар Вучич и додека јас сум во безбедностите структури, Србија нема да стане членка на НАТО и ние ќе водиме многу строга грижа да ја сочуваме нашата воена неутралност. Србија никогаш нема да поддржи санкции против Русија или антируска хистерија. Историјата покажува дека секоја русофобија е и србофобија. До сега не се случило некој што ја напаѓа Русија да не ја нападнал Србија. Не зависи од нас, тоа е само правило. Движењето на неврзаните денеска брои 120 членки и 17 држави со статус на наблюдувач, меѓу кои е Република Србија. Прв пат во улога на наблюдувач се појавува Русија, која на собирот во Белград ја представува министерот за надворешни работи Сергеј Лавров. Шефот на руската дипломатија ги отфрли тврдењата на одделни функционери на Западот дека Москва се обидува да се меша во внатрешните работи на земјите од Западниот Балкан за да оствари влијание во регионот, тврдејќи дека Русија со сите има односи засновани на заемни интереси. Навикнавме на тврдењата дека Русија наводно се обидува да се меша во животот на Западниот Балкан. Имаме односи со Србија и другите земји во регионот засновани на заемна корист, односно баланс на интересите. На средбата се обрати и турскиот министер за надворешни работи Чавушоглу.